Подготовката за оваа акција Ден на дрвото, значи која што денеска се одвива во цела Република Македонија и во градот Скопје, течеше добро. Значи однапред бевме подготвени сите оние институции кои што требаше да учествуваат во подготовката на оваа акција, меѓу кои и градот Скопје, општините во градот Скопје, Македонски шуми, Одруженијето Денот на дрвото, беа вклучени учениците, беа вклучени од администрацијата, граѓаните, невладините организации, стручните служби од јавните предпријатија, кој што е денеска јавното предпријатие Паркови зеленило, набавени се доволен број на садници, значи и од Македонски шуми, еден мал дел од градот Скопје, така да денеска во градот Скопје почнува засадувањето на околу 1 милион садници, реков почнува, со оглед на тоа што тој процес ја трае подолг период, значи ќе трае зависно од временските услови, меѓутоа до пролет се очекуваме дека тие ќе бидат засадени, ако и бидат подобри временските услови и порано ќе бидат посадени, а при што од градот Скопје некаде околу 12.000 дрвја бидат посадени покрај булеварите во парковското зеленило, како што е овој втор по големина најголем парк кој што го направивме заедно со општина Аеродом и со градоначалникот Коневски, а исто така и во Блоковското зеленило, она меѓу зградите што е, зависно од тоа куќите совети што ќе побараат. Од ова високо квалитетните дрва насадени се различен тип на дрва, значи јавор, јасен, брест, каталпа и некои други видови, кои што сметаме дека ќе допринесат за подобрувањето на зеленилото и на амбиентот во градот Скопје. Така, од каде мотивацијата токму за овој ден на дрвото, општо за акцијата и секако по што се разликува токму овој ден денеска 18-тиот ден на дрвото за разлика од претходните? Видете, за денот на дрвото заслужен господинот Борис Трајанов, негова беше идејата, негова беше иницијативата, енергијата која што ја даде и која што навистина да владата на Република Македонија го прифати сите ние општините, мислам дека го прифати и сите граѓани на Република Македонија, така да ние сме едни од единствените како Република Македонија кои што учествуваме кои што правиме вакви акции, значи и му посетуваме посебен ден на дрвото, така да јас и во некои соседни градови со кои што сме збратимени, кога одиме во овој период посадуваме дрво, така да пред 2-3 години кога бевме во Софија посадивме и во паркот во Софија, во центарот на Софија, едно дрво од градот Скопје, така да ова акција мислам дека е благородна акција и треба понатака да продолжиме да ја негуваме.